Екипата на Светлос од Зрновци стана шампион во општинската фудбалска лига Кочани, со тоа стекнува право за директно учество во третата македонска фудбалска лига Исток за следната сезона. Вчера се одигра последното коло каде Светлос по надпреварот со Младо Стошев го подигна шампионскиот пехар кој беше врачен од страна на пратсато од општинскиот фудбалски сојуз Кочани Александар Андов. Чест и задоволство е да се даде пехарот на екипата која што го освои првото место во надпреварувачката 23-24 во општинската лига, која што е организирана и под покритството на ОПС Кочани. После долго време се организираше на општинска лига и на општинско надпреварување кој ги опфаќа околните општини и села во гравитација на ОПС Кочани. Сакам да му честитам на градоначалникот и на екипата ФК Светлос од Зрновци за успехот кој што го направија, бидејќи навистина е тешко да се организира едно вакво надпреварување, но тие смогнаа сили и финанси и не само тоа, покажаа ред и дисциплина како треба да се игри, како треба да се учествува во една лига. Они денеска со ова надпреварување се стекнуваат и се учествува во третата фудбалска лига Исток, која што се учинува од 5 региони. Се надевам дека ќе бидат хит на првенството наредната година таму и дека со помош како што најави градоначалникот од општина Зрновци и тие како клуб организирано ќе се надпреваруваат и достоинствено ќе преследуваат општина Зрновци, а така ќе го преследуваат и нашиот сојуз од ОПС Кочани. Градоначалникот на општина Зрновци Борчо Коцев им честиташе на фудбалерите, тренерите и управата на Светлос за шампионскиот пехар, а градоначалникот најави поддршка за клубот. Светлос Зрновци станува шампион и автоматски добива право за идно учество во трета лига на надпреварите. Јас им честитам на играчите, на тренерите, на сите други фактори што беа вклучени да овие млади дечки го освојат овој куп и продолжиме натаму по патот на успехот. Општина Зрновци ќе биде партнер и покровител и поддршка на сите спортски надпревари кои што ќе се одвиваат во иднина. Тренерот на Светлос Славчо Гиздовски упати благодарност за општината и градоначалникот за поддршката. Тренерот вели дека со неколку засилувања очекуваат достоинствено да се представат во третата лига Исток за следната сезона. Упатаме да благодарност најпрво до општина Зрновци и до градоначалникот на општина Зрновци за трудот што цело време со нас, со играчите, со екипата, за желбата да успееме да конечно Зрновци повторно да се врати во трета лига кај што е местото. Исто сакаме да благодарност до нашиот спонзор да упатам и благодарност исто до играчите кои цело време неуморно работеа за клубот и да ги покажеме одлични резултати со само еден пораз, со сите други победи, што се надевам у трета лига малку појачување, дека ќе можеме достоинствено да представуваме клубот Светлос. Светлос се состава млади играчи надополнат со неколку поискусни фудбалери. Светлос Зрновци, значи како нов клуб и како млади дечки, значи просекли екипата ни 19-20 години, се случив на две-тројца поискусни играчи. За почеток одлично се снајде. Значи имавме проблеми со тренези, работа на тамна, ама сепак децата се тренираат и по фудбал на тамна, се надевам у трета лига дека ќе биде поорганизирано и мора да биде поорганизирано. Светлос следната сезона ќе се надпреварува во третата македонска фудбалска лига Исток, а во следниот период ќе биде познато дали ќе има и нови учесници во третата лига Исток за следната надпреварувачка сезона.